Вчера најавивме ние дека од понеделник настапуваме со блокади на патишта и со одење пред влада, ма таа одлука ја сменивме и почнуваме од денеска. Причина за промена на оваа наша одлука беше вчера по телефонски разговаравме со представникот на државниот капитал, новиот представник на државниот капитал Софија Јовановска, и која што не извести дека била долга процедурава за наименување на директор и дека треба да работиме уште 30 дена, па потоа да заеме плата. Работниците беа известени, изреволтирани и решивме од денеска да продолжиме со нашите протести. Се до конечно решавање на нашава ситуација или во најкраток рок исплата на една плата. За потоа да чекаме ние 30 дена за да се решава проблемот. А каква е моменталната ситуација? Моменталната ситуација, дел од вработените се најдува на своите работни места, кај што е неопходна работата да се запри процесот на работа, и тие си обуваа својата работа. Остатокот од луѓе го ги гледате овде дека се на протест. И сами да не знаеме каква е ситуацијава, пошто немаме директор. Ние продолжуваме и утре. Секој ден ќе го зголемуваме нашето штрекување и нашите протести блокирање по еден час. Денеска почнавме од 12 до 2 часот, утре продолжуваме од 11 до 2. Од понеделник почнуваме од 10 па така натаму. Па не само јас, него 95% од работените се чувствуваат измамени. Околу 40 дена немаме примено никакви приходи, а најавата вчерашна беше уште 30 дена да останеме без пари. Што значи тоа се близко 2,5 месеци. Ако се вратиме уназад дека од нова година до сега во просек немаме по 2-3 илјади земјано, можете да замислите до кој степен не дотераја. Не да се чувствуваме измамени, него решени сме, кога веќе почнавме некој процес, и в понеделник или вторник, некој од тие денови, решени сме да одиме пред влада со шатори, со штрајк, со глад и такви работи. Дотолку сме револтирани што е трет или четврти месец, никој не сака да помрдне ни милиметар да го реши нашиот проблем. Како што слушате, не пра неработници, не пра бандити, меѓутоа факто е дека и сами гледате, пајче сте со нас вие дека некој не лажи.